Кривопаланчани во предстојниот период во Градската уметничка галерија ќе имаат можност да ја погледнат изложбата на графики насловена Дневник 8 од младиот автор од градот Стефан Јакимовски. Изложени се 10 дела работени во 3 графички техники, а поставката всушност представува дипломски труд на Јакимовски. Ова изложба е направена од 10 дела, како што кажав. Тие се работени во 3 графички техники, во дрворез, линорез и бакропис. Сите дела представуваат поединечно по еден месец во кој што се работени. Секое дело е приказот на мојот приватен живот и се што се случуваше преку символи од тој месец. Дури именувањето нивно го представува месецот поединечно. Сите дела во една целина представуваат еден дневник кој го работев во 4-та година, последната година од моето студирање на Факултетот за ликовни уметности, и ова тема ја работев зашто бев преокупиран со многу ствари и сакав да направам една целина и збир од сите работи што... Локалната установа Градски музеј редовно го подржува творештвото на младите уметници. Првиот човек на установата, Драган Величковски, рече она што Градскиот музеј редовно го прави е да биде авангарда, носител на случувањата во градот, а изложбата одлично се вклопи во пресрет на одбележувањето на големиот празник Свети Климент Охридски. Започнавме со Кривопаланчани, завршуваме 2016 година со Кривопаланчани, кривопланачки автори. На наше задоволство тоа е Стефан Јакимовски, и вака е во предвечерието на големиот празник Свети Климент Охридски. Ние се приклучивме кон сето тоа празнување со творештво, бидејќи он е предвестник на тоа што се вика творештво и култура во Република Македонија. Она што Градскиот музеј го прави е секој пат да биде авангарда, да биде носител на случувањата во градот во Крива Паланка без разлика на себе. Со ова се затвора изложбената програма на Кривопаланичкиот музеј за 2016, а поставката ќе биде изложена во Уметничката галерија до средината на јануари следната година.